Маријан Стаменковски седна во обвинителна клупа наспроти жртвите на неговите навредливи објави. Со нив ќе се соочи за затворени врати. На барање на оштетените, обвинителката предложи, а судиката дозволи, за време на судењето да биде исклучена јавноста, бидејќи се работи за кривични дела против моралот. Исклучувањето на јавноста е потребно за да се заштити приватниот живот на оштетените и сведоците, бидејќи се очекува да се изнесуваат лични, интимни односи, односно детали од животот на семејствата на оштетените. И затоа сметаме дека е потребна заштита на оштетените, кои се во поголем број и кои досега биле подложни на говор на омраза преку интернет порталот. Одбраната на Стаменковски го одложи стартот на судењето. Побараа обвинителите од Скопското обвинителство да бидат изземени и предметот да го преземе обвинителство од друг град. Висшето Скопско обвинителство Уштетенеска го одби барањето за изземање и судењето продолжува во петок. Во предметот, видно од обвинителниот предлог, како оштетени се јавуваат истражители вработени во јавното обвинителство Скопје, има фотографии од основното јавно обвинителство Скопје, така да не е во ред да овој предмет го процесуира и води основното јавно обвинителство Скопје. Од друг град, со што сметам дека ќе се овозможи фер постапка, нели запазување на процедурите на Европскиот суд за човекови права во смисла на независно и непристрасно обвинение и судење. На листата на оштетени се новинари, телевизии, владици, бизнисмени. Новинарките од Фокус, кои беа на мета на Стаменковски со серија текстови со кои ги стави на јавен линч, порачаа дека очекуваат правда, но и целосно расчистување и со нарачателите на текстовите, кои шират омраза и натрпеливост. Очекувам да биде задоволена правдата и редно време во државата да се стави крај на тоа кои се новинари, да се знае кои се новинари, а кои рекетари, да се знае дека не може во државата на кој што ќе му текне да пишува, кој како сака да те омаловажува, кој како сака да те понижува. Едноставно на тој начин се бараше, мислам, постоеше начин да се цензурира се тоа што ние го работиме како новинари. И ако на некој тоа не му одговара, нели ќе платиме ние некој за да пишува секакви гадости за нас. Очекувам дека конечно со ова ќе се добие правдата и дека ќе се откријат натрапниците кои се во нашата професија и конечно ќе се поделиме на професионални новинари и на некои што се така наречени сами новинари. Меѓутоа повеќе очекувам од вториот предмет кој Скопското обвинителство го отвори за овој случај, бидејќи таму очекувам да се изнесат детали и докази за тоа кој ги правил нарачките на лажните текстови, кој учествувал во подготовката, значи и посредниците и нарачателите да седнат на обвинителна клупа. Тој е обвинет за ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем, уцена, злоупотреба на лични податоци и за пиратерија на аудиовизуелно дело. Последното дело е по пријава на телевизија Телма, затоа што серии за кои Телма имаше авторски права да ги емитува, бесправно беа објавувани на неговиот портал Доказ. Стаменковски е во притвор од 9 февруари, кога му беше извршен и претрес и беа одземени документација, мобилни телефони, други електронски уреди и поголема сума на пари.